Технички, законот кога беше донесен беше револуционерен, особено со измените кои што му беа направени во 2010 година, кога за прв пат тогаш во нашата држава беше воведено постоењето на офицерот за заштита на лични податоци, нешто што е денеска новина во Европската унија. Аналитички, кога ги гледаме извештаите за 18, 17, 16 и така натаму во годините, покажуваат прогрес, иако постои и натаму голема простор за се повеќе да не прашуваат нас. Она што радува е оние крупни играчи, зборам за институции, се повеќе се обраќаат кај нас. Кога зборам крупни играчи, мислам на институции кои што имаат многу податоци, конкретно МВР, Министерство за информатичко општество и администрација, финанси, управа за земни приходи, значи кои што имаат големи бази на податоци такви, кои што се обраќаат кај нас пред да фонд за здравствено осигурување, ќе го пропушти. Пред да применат некакво си ново решение, што да направат за да бидат на линија со почитување на прописите за заштита на лични податоци. Нашиот закон тековен сега ја транспонира токму таа директива 9546 која што веќе во ЕУ не постои. Од тука ќе речам сега, номотехнички Македонија не е усогласена целосно со правото на Европската унија, е усогласена бидејќи законот има некои револуционерни решенија, но не целосно. Например, ги нема некои начела кои што се воведуваат заради потребата на тоа дигитално време, како што се Data Protection Impact Assessment или проценката на влијание врз заштита на лични податоци, privacy by design или privacy by default, или во превод значи тоа интегрирана или фабричко подесување на машините на кои што работиме, кои што би штителе нашата приватност. Тоа се решенија кои што ги бара новиот европски закон. Очекувам дека како пакет реформски закони, кога ќе се заврши и овој закон, до крајот на годината најдоцна, ќе речем во најлошо сценарио, би требало да се веќе пред пратениците и двата закона. Претпоставам на иста владина седница, на иста собраниска седница, каде што целосно би се затворил пакетот кој што ја обработува материјата за заштита на лични податоци, а кој што ќе одговара на новото време ако сакате, попат ќе биде усогласен со правото на Европската унија.